А сега е време за линковското вклучување на нашата Марија. Во петокот на 16 мај беше денот на целијакија. И сите оние кои што имаат проблеми со нетолеранција на глутен, веројатно ќе ги интересира следнава тема, а совет и корисник ќе даде нутриционист Цвета Динева. Денеска на нашите гледачи ќе објасниме подетално за тоа што представува целијакија. Станува збор за автоимуна болест, односно трајна состојба кај оние лица кои што имаат самата целијакија, и тие луѓе имено во својата исхрана треба навистина да внимаваат, односно да не внесуваат никаква храна која што содржи глутен. Повеќе совети за овие луѓе кои што се соочуваат со оваа болест, но воедно и како понатака да се однесуваат, некои дополнителни совети. Утро ќе слушнеме многу повеќе од мојата денешна гостинка Цвета Динева. Да ја посакаме добро утро. Добро утро. Тема многу актуелна и убаво е малку да се дадат совети на оние луѓе кои што ја имаат целијакијата, но исто така и на оние што се интолерантни кон глутенот. Целијакијата е сериозно автоимуно заболување, значи од раѓање некои луѓе ја имаат целијакијата, некои после 4-тиот, 5-тиот месец старост бебе, значи почнува со таа кога почнува да се храни бебето фактички со храна покрај мајчиното млеко и така натаму, почнуваат манифестациите да се јавуваат. Се смета дека околу 1% од светското население пати од оваа болест, односно цел живот тоа, значи целијакијата е тука, дисциплина во исхраната, во која ќе нема глутен, меѓутоа не е баш така едноставно. Се знае во основа што има глутен, а што нема. Меѓутоа, преработките што човекот ги прави како храна преработена, знаат да содржат глутен, а човекот што има целијакијата да не е свесен дека тука има глутен. Значи, манифестациите од интолеранцијата на глутен, односно на целијакијата, може да бидат пред се манифестирани на дигестивниот тракт. Луѓето кои што имаат целијакија често пати манифестираат со чести столици, проливести или обратно добиваат запек, добиваат некои нагони за повраќање и така натаму. Што се однесува пак и од други манифестации неповрзани со дигестивниот тракт, има многу исто така. Зошто? Затоа што е уствари целијакијата? Тоа е состојба во која што ресичките на тенкото црево не можат да си ја вршат улогата да ги ресорбираат минералите, аминокиселините, витамините и така натаму од храната за да пренесат преку зидот на тенкото црево во крвта. Значи, нутриентите ќе недостасуваат во крвта, односно, индиректно тука се јавува анемија, се јавува болест на коските, бидејќи не може да стигне оној калциум, магнезиум до коските како што треба, зашто ресичките не си ја завршиле својата работа. Зошто не ја завршиле? Затоа што се блокирани од глутенот. Така да доаѓа до многу манифестации надвор од дигестивниот тракт, значи анемија, остеопенија, остеопорози, потоа пореметување на работа на срцето, се што е поврзано со кардиоваскуларниот систем и така натаму. Многу луѓе има, како што и споменавме во нашиот разговор пред да почне снимањето, многу луѓе има кои што не знаат дека имаат целијакија, таа постои во нив, а имаат манифестации. Таа исто така делува негативно и на тироидната жлеза, и што и да спомнеме, и во однос на хормоналниот статус имаме пореметување заради постоење на целијакија, односно интолеранција на глутенот. Што е глутен? Глутенот фактички е протеин кој што се содржи во одреден број на житарки. И тоа се знае кои се. Малку се, но производите од нив се многу на широко ниво искористени. Пред се тука е пченицата, каква и да е, до спелта, она најстарата, до камутот и така натаму, значи пченицата е број 1. Пченицата, ржот, јачменот, овесот, тоа се и хмелјот. Хмелјот зашто се користи? За пиво правење, така? И плюс уште некои состојки, значи пивото има глутен.
Генерално, освен некои можеби посебни пива каде што стои глутен фри, тоа е веќе друг момент. А што доколку еве лица кои што има целијакија, е свесно дека има целијакија, во моментот не знае дека пивот има глутен. Што ако се напие? Веднаш моментално има манифестации. Симптомите најверојатно првични се на дигестивниот тракт. Тоа се тие столиците се во прашање. Но генерално луѓето што имаат целијакија, верувај ми, многу добро знаат каде има глутен и што не смеат на вистина да раскрстат во животот со одредена категорија на храни. Но на пример еве, да речеме, кажи го кармин, може да содржи глутен. Еве, козметика, што прават во тој момент? Разни видови козметика, веројатно може би и нема манифестација никаква, но тоа се акумулира како проблем. Тоа се тие работи каде што тивко нешто те урива, те уништува, ти не си свесен дека тоа нешто тебе ти прави лошо. Затоа треба многу да се внимава на производот да пишува глутен фри, значи ослободено од глутен. Многу има работи кои што во принцип еве палентата нема глутен, така? Затоа што е направено од пченка. Значи, да ги кажам и житарките кои немаат глутен. Тоа се пченката, оризот како најшироко што ги користиме. Хелдата, просото, кинуата, амарантот и уште една житарка кај нас не е таф. Значи, како и да е овие другиве што ги споменав, многу често ги користиме. Значи, овие житарки што немаат глутен во основа на вистина немаат. Но бидејќи поминуваат низ машини, низ кои поминува и пченица, знае да има и трагови на глутен. Дури и траговите на глутен, кај тие што имаат целијакија, може да прават проблеми. За разлика од нив, оние луѓе, горе-доле сите сме интолерантни, горе-доле на глутенот, пред се со надувување на стомакот и така натаму, бидејќи преексплоатиран глутенот во сите. Еве, во еден јогурт се става, да речеме, генерално се става глутен за да биде да се добие онаа густина. Ова значи дека не може во целост да се избегне. Не може во целост, освен еве за палентата спомнав. Има палента на која пишува глутен фри, таа е поскапа од оваа обичната што си ја користиме за секој случај. Значи, на вистина треба да многу да се внимава кај оние што ја имаат целијаки. А оние што се интолерантни на глутен, ништо страшно, по некој пат и глутен да конзумираат. Нели се продава безглутенско лепче, безглутенско брашно, плюс брашно од овие безглутенски жита. Значи се прави безглутенско брашно од пченицата од која е извлечен глутенот. Дополнително на тоа да се користат брашно, јас например какво брашно користам? Леблебија си купувам, ја мелам леблебијата и добивам фантастично брашно кое што содржи многу протеини, глутен нема ни во трагови и тоа е тоа. Значи многу има, само човек треба да е малку покреативен за да се обезбеди на ефтини продукти кои што немаат глутен, за да си го направи животот да му е по-комотен, по-среќен и така натаму. Препорачувате ли овие луѓе да јадат во ресторани почесто, бидејќи еве пример помфритот нема глутен, но што ако се подготвува во некое масло каде што веќе се подготвувала таква храна? Точно така, значи затоа треба кога се оди во ресторан точно да се нагласи дека јас имам проблеми такви и такви и тогаш да се порача храна. Во принцип тоа би било месо, риба, печурки, свежа салата и така натаму, подалеку од она што се пржи во зетини, затоа што тие што имаат целијакија треба да водат грижа да не внесуваат и храна која што е алерген. Значи има категорија на храни на алергени. Тргнувајќи од портокалот, доматот, да речеме, за жал целерот, да не ги набројувам, сусамот, кикириките, сите јатки, бадеми, лешници, ореви и така натаму, сите тие се потенцијални алергени. Тие што имаат целијакија треба да ја намалат конзумацијата и на овие потенцијални алергени, затоа што секој потенцијален алерген е проблем за ресичките на цревата. На цревата. Не, да исклучат. Да поднамалат таа категорија на храни што се потенцијални алергени. А во сите ресторани по основа на закон сега пишува на секој продукт има алерген и го пишува која млеко и млечни, например, се алергени, јајцата се алергени.
Но тоа не значи дека тие треба да ги исклучат овие производи, но сепак да гледаат да биде со помалу употреба. Од друга страна, треба да го хидрираат многу телото, водата да биде присутна секојдневно во доволни количини, свежо овошје да се јаде, буквално во доволни количини и тоа сезонско овошје, но пак ќе кажам, алергенските овошје малце да се тргнат на страна, не да не се конзумира. Сега е период на јаготки, така? Па сега со внимание со јаготките, да не е секој ден по половина килограм јаготки, и цената е толку висока, така да. Така да, ништо. Пред самиот крај кратко, бидејќи на почетокот напоменавте дека навистина има различни симптоми. Да. Доколку некој се пронаоѓа, односно има такви симптоми, или пак дали може би има некој конкретно симптом кој иницира на тоа за луѓето колку толку да бидат свесни сепак додат да се проверат. Ако имаат навистина проблеми со дигестијата пред се, со било каква манифестација, дали се проливи, дали се запек од 7 дена, 10 дена, не знам ти што, дали станува за герб појава, значи се што е поврзано со дигестивниот тракт и страшна анемија ако се има. А не се знае изворот од каде. Мислам дека тие луѓе треба навистина да си одат на лекар, да си се испитаат. Случајно не се станува збор за целијакија за која не биле свесни. Во литературата стои дека манифестациите на целијакијата можат да бидат најразлични. Ревматичен артрит, исто така, причина основа може да е целијакијата. Значи, има нешта од кои што човек страда цело време, а не му се наоѓа од каде тоа, зошто тоа. Нека испитаат. Интолеранцијата на глутен, до каде е, што е, па дали се работи за целијакија или не. Да се надеваме дека им помогнавме на гледачите со овој разговор. Јас навистина ви благодарам, ми беше мило што можевме да дадеме едни вакви совети и што исцрпно ни дадовте некои информации. Па колку толку мислам дека вакви совети ќе допрат до оние луѓе што имаат проблем и да си превземат мерки, да си видат за што се работи. Да се надеваме дека ќе биде така. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека со внимание нас слушавте и навистина им помогнавме на оние кои што можеби се пронаоѓаат во оваа тема. Ние се гледаме повторно со нова актуелна и интересна тема, се разбира, на лице место.